Добро јадево Мајкша сцена и за Димитар Црцоровски, еден од актерите во Прилепски театар, што ги гледа вчера на представа. Представата многу интересна. Представа која што е направена како представа по грешки, има еден многу убав историјат, па ќе ни кажеш, ќе не запознаеш што се било претходно за да дојде представата во Прилепски театар. Добре ни дојде, Диме. Добре те најдов, добре ја најдовме Магична сцена. Историјата има тоа што како е самата представа создадена, некои дечки... Да, инспекторе се вика кај нас. Кај нас се да инспекторе представа со грешки, но франшизата на представата се вика представата која што тргна наопаку. Некои дечки во Англија се собрале, почнале да работат и една од представите што ја направиле му текнало да биде представа со грешки. И што се може да се случи за време на представата, грешка која што може актерите да ја издржат и да пробаат понатаму да продолжат со представата. Колегите многу вешто го направиле тоа, потоа е сето запишано, документирано. Представата толку што била успешна ја земаат во Холивуд. Потоа ја продаваат како франшиза сегде по светот. И режисерот Синиша кога дојде да режира, ни ја предложи, ние бевме заинтересирани, сепак поразличен начин за правење на комедија, една од ретките комедии каде што не се употребува вулгарен збор. Значи, нели, ние сме научени доколку има вулгарност и тогаш е смешно. Тука не, тука е комичното во представата е тоа што му се случува на актерите и грешките кои што им се случуваат и се трудат што повеќе, што повешто да ги скријат за публиката да не ги препознае, но сепак се грешки и ги препознават. И се трудат на секаков начин да ја завршат представата онака како што се договориле. Што стана после со англичаните? Тоа се англичани кои што почнаа да го работат ова? Потоа, заради големиот успех на оваа представа со грешки, прават уште 2 или 3 представи, например, представа Хари Потер, представата што тргна наопаку, Петар Пан што тргна наопаку, а потоа и ги има и на BBC со серијал од 2 сезони. И одлично имоди и тоа е супер за гледање. Тие имаат пари до кров сега. Се разбира. Многу од работите, не многу, 80% од работите ги направивме што беа по текстно, 20% не можевме заради техничката спремност нивна и наша неспремност. Од многу работи се откажавме, затоа што навистина да направиш не знам, да падне целата сценографија или да се запали навистина оган, тоа не го можеме, само можеме на некој начин да импровизираме ние. Имаше и палење на оган и паѓање на сценографија, но во точно колку што дозволува можноста во Прилепски театар да се направи сето тоа. Ти се качуваше на втори спрат со бесење на некој начин. Да. Многу од работите, прво, кога почнавме да работиме представата, ни изгледаја невозможни. И мислевме дека нема да се случат, мислевме да го нема тоа второ ниво, некако да го осиромашиме нештото заради нашата техничка неспремност. Не физичка, туку техничка на театарот и не само нашиот, туку кај да било кај нас во Македонија не би можело да се направи такво нешто. Би можело во Скопје, во националниот театар, ама сепак тука ги приспособивме работите и навистина видовме да направиме најблиску до тоа што го смислиле тие дечки од Англија. Тоа со второто ниво, отварањето на балконот, рушењето на балконот и супер добро функционира.
Имаше и импровизиран лифт за да се качат до втори спот. Да, кој што се разбира кај нас, како што знаевме, го решивме и така се распадна, негде би се распадна на друг начин, но сепак мислам дека горе-долу го доловивме тоа што сакавме да го кажеме или што е напишано по текстот. Неколку ликови сте главни и имате по неколку улоги. Твоите улоги? Значи, мојата улога е Роберт, јас Димитар Црцоровски го играм Роберт, Роберт е актер во тој Аматерска дружина. Во таа аматерска дружина, кој што игра друга улога. На почетокот беше многу тешко, многу трудно беше додека да дојдеме да успееме ние да се доведеме до мислата дека прво играш еден, па потоа друг, уствари цело време го играш едниот карактер, го играм Роберт во представата со грешки, кој што игра некој друг лик и како би го изиграл тој лик. Беше сложено, но се потрудивме да биде уверливо. Со Синиша прв пат работиш? Прв пат и одлична соработка. Прв пат тој доаѓа и во Прилеп, досега нели приматот го држеше Коле Ангеловски и цело време работевме со него, сме имале одлична соработка и ќе имаме одлична соработка, но заради успехот на Синиша, што го има првично во Скопје и во комедија, а потоа и во Велес работи, во Штип работи, во Струмица, решивме и ние да соработуваме и одлична соработка, проби кои што траат не многу долго, ни многу кратко, траат колку што им се трае на пробите, колку што пробите сакат да бидат. Може би некогаш ќе пробата ќе беше 1 час, некогаш ќе беше 6 часа, напорно во ниеден момент, во секој случај напорно ни беше да стасаме до резултатот, а пробите воопшто не беше забавно. Одлична соработка со Синиша, со сите колеги, со сценографот Илина Ангеловска. Исто, ако не знам, ако беше друг сценограф, може би на различен начин ќе се одвиваа работите, затоа што представата пред се е техничка представа. Текстот како текст, да, ќе го кажеме, ама грешките што се случуваат се технички и сценографијата мора да биде во служба на нас актерите и тоа се што побаравме горе-долу ни беше овозможено за да изгледа како што изгледа. Прилеп можам да кажам дека има изграден вкус за добра представа, затоа што самиот најдобар фестивал во Македонија, театарски, во Еден Чернодрински е од Прилеп. Многу луѓе поминале низ обуката да гледаат представи од различни ансамбли, затоа што доаѓале и турски, албански, македонски, велешки, струмички. Знаат што е добра представа, што не е добра представа. Многу од возрастната публика во Прилеп, која што е едуцирана за пратење на театар, но исто така прилепчани негуваат и она што се вика од мали нозе да ги зафатат децата, да научат што е добра представа. Во моментов додека се снимаме и оди фестивалот Силјан Штркот на детски фестивал кој што од 2018 година е во Прилеп, но исто така и вие како актери во самиот театар Прилепски сте давали многу детски представи и многу како да речам, како задолжително некако им доаѓа и во основно училиште и во средно училиште да си ги носат своите ученици, професорите по македонски да гледат представа и да се едуцират? Прво, јас се запознав со театарот преку представите кои што ги правеа моите повозрастни колеги кои што се сега пензија, но и јас влегов во театарот преку тие детски представи за деца.
Значи, во тие представи им треба млади деца, кои што ние тогаш бевме на 7, 8, 9 години. Значи, од тогаш сме во театарот. Јас и 5-6 колеги заедно почнавме и се уште работиме тука заедно. Во текот на годините секогаш сме гледале да имаме барем по една детска представа во годината, затоа што сакаме од најмали нозе децата да гледаат и да знаат што е театар, затоа што сепак тие понатаму ќе дојдат и ќе гледаат и други представи и да им направиш навика да доаѓаат во театар. Некогаш кога немало, дел од колегите, ние се пред 5 или 6 години прв пат се собравме и почнавме со приватни проекти да правиме представи за деца. Знам и новогодишни имавте програми. Новогодишни, со некои разговори помеѓу колегите, две колешки се решија да направат и фестивал за деца, кој што ова година е трет поред и одлично функционира. Значи и тоа тие што го прават што се вика без никаков финансиски придонес, туку колку само да се случи за да донесеш и други представи, не само нас да не гледаат, туку децата да гледаат и други представи, да видат представи од друг град и други колеги да видат. Тоа се, да ги кажеме и колешкиве, да знаат луѓето за кого зборуваме. Марија Спирковска-Илиевска и Ангела Наумовска. И вчера беа на представата што ја гледавме и одлични беа едната и другата колешка. Впрочем, вие сте една толку добра екипа на млади, веќе зрели, возрастни луѓе кои што почнавте заедно и го направивте Прилепскиот театар да се разликува од останатите театри, затоа што некако прв пат толку млади луѓе заедно вработени на едно место и со толкава нова енергија. Прилепскиот театар стално си имал некој свој тек на добри представи, но кога дојдовте вие направивте бум во македонскиот театарски свет, затоа што самата младост, самата енергија и плюс режисери кои што дојдоа да работат со вас направија толку убави представи кои што и до ден денеска оставиле печат на она што значи македонски театарски живот. Почнувајќи од представите на Мартин Кочовски, па Крпен живот, па од Бубе од Битола Пиреј и многу представи со Нела Битошевиќ, Змеовата невеста. Преубави представи кои што навистина да се постават и денеска ќе бидат хит и би победувале на сите фестивали. Па секоја представа што ја работиме, гледаме да биде и поразлична и сепак во секоја представа вложуваме се од себе за да излезе како што треба. Пред се гледаме колку што може односите помеѓу нас, колегите, да бидат што по-чисти и по-искрени, затоа што да работиш театар не е само да одиш на работа. Да работиш театар е како нели си во некаква заедница и мора многу добро да се разбира со тие што работиш. Во секој случај да, како од аматер до сега помина скоро 23-24 години, вработен сум 12 години во театарот, поминало време, но сепак разбирањето помеѓу нас и желбата за работа со секој режисер. Значи не е битно дали не знам, ние младите, еве, да речеме, почнавме со Мартин, како една од представите беше, нели, Тапани во ноќта. Претходно имаше представи со млади, кога
пред тапаните беше Роберто Зуко од Кире Петрески. Кире Петрески понатаму, нели, вработен кај нас, режира понатаму. Значи, се трудиме со секој режисер да бидеме фер, да бидеме коректни и исто прво кон нас самите себе си како индивидуи, а понатаму и како кон колегите за секоја представа да биде таква каква што е сега. Секоја не е успешна, но сепак гледаме да не биде само работа, туку да биде и задоволство. Која ти беше прва представа на Прилепскиот театар како дете, што застана прва? Првата ми беше Оливер Твист. Тоа беше ја почнавме во 99-та година, мислам премиерата беше 2000-та година. Во режија на... Колку годишен беше? 13-14 годишен, така нешто. Во режија на Петар Димовски Жмарата. Во таа представа исто Илија Волчевски му беше прва представа, тој беше на некој 5-6 години, татко му го читал текстот за да го научи. Во представата прв пат исто се сретнав со Александар Степанулевски, значи од тога со Кате Чакмаковска, со Никола Настовски, значи уште од тогаш сме заедно и работиме заедно. И тргна дружењето. Да. Првата професионална како завршен актер? Првата професионална како завршен и како вработен, што се вели, ми беше маратонците го трчаат почесниот круг од Кирил Петрески, но сепак пред 2 години предходно беше тапани во ноќите и од тапани во ноќите, што се вика во секоја представа сум учесник, сум дел. Магнусно задоволство. Витаминка. Кажи ми, има некоја представа која што со нетрпение се чека да биде поставена затоа што тој лик или таа представа толку многу ти значи тебе? Не знам. Јас го кажам, мислам, ако на актерот му се работи, тој работи и доаѓа, значи не доаѓа на работа, туку доаѓа в театар. Желба нешто посебно, ајде денеска е ова представа, денеска не, туку доаѓаш и едноставно ги играш представите онака како што си ги направил за публиката да ги гледа со нетрпение. Дали сум имал многу или сум имал малку, ги почитувам представите, ги почитувам и колегите што го направиле тоа и им помагам. Напротив, не им одмагам, туку им помагам, колку и да биде мало нештото за да изгледа одлично. Кажи ми, Диме, кога завршува представата, што правите вообичаено? Зависи. Дел од колегите кои што сме поблиски, поседуваме во импровизираното бифе што го имаме, разговараме за представата, често знаеме да се скараме, често знаеме да многу добри работи да кажеме, да поправиме некои делови од представата. Сепак остануваме и разговараме барем уште половина час за представата. Во оваа представа може да правите импровизации во вчерашната што ја гледавме? Во оваа представа не, многу тешко. Многу тешко затоа што ако пробаш да направиш некаква импровизација, ќе избегаш од сето тоа што е техничко договорено. Во некои од изведбите сме пробале да
да го скратиме, да бидеме побрзи во представата или подолги, но сепак тоа е се договараме на кој начин представата да биде подобра, секоја изведба се подобра и подобра да биде. Која ви е најмногу изведувана представа од кога си запослен? Па, мислам дека Крпен живот е најмногу изведувана. За жал, јас не сум учествувал во представата кај Коле откол накол, што е најизведуваната до сега, таа и претходно пред 20 години Солунски патрди. Сум учествувал во 4-5 представи кои што имале околу од 30 до 40 изведби. Со короната сите фестивали беа, мислам, уништени на некој начин, затоа што актерот ако не игра на сцена, ако не е присутен на сцена, тогаш тој едноставно не диши, не живее баш како што треба, диши на шкрги. Но фала Богу што заврши на некој начин, па се враќате во нормала. Колку беше тежок тој пат до нормалата повторно да се вратите? Пред се беше тешко кога престанавме со работа. Може би тогаш беше најтешко, затоа што научени сме цело време да бидеме заедно, да се собираме, да разговараме за представите. И првите 3-4 месеци навистина беше тешко. Потоа имавме и премиера за време на короната, колегите направија представа, но сепак тоа толку беше дистанцирано што малку вештачки. Но сега после 2 години мислам и дека прва беше со Синиша оваа представа со грешки. Беше многу тешко додека почнавме, додека се запознавме одново после тие 2 години што ни се случило, како Одеше запознавањето? Со кого прв се гушна или се бакна? Не знам, нема врска. Ние сме блиски и да имаше корона, но сепак се дружевме ново помал број, се гледа со секогос, пак до толку не можеш да направиш дистанца, но сепак во поминаја, не знам, 15 на 20 дена додека да научиме што е одново театар. Се разболувавте актерите, па заради тоа се одложуваа представите, како што многу често им се случуваше и во драмски, во МНТ, закажани представи, па се одложуваат, еден актер се разболел, па... Да, но тоа не беше толку често и гледавме да фатиме некој ритам. Но сепак овие последниве 2 месеци ни се најтурбо и сега гледаме како е да работиш после 2 години во театар и сепак одлично. Се наближува фестивалот Твојден Чернодрински. Каков е односот твој према фестивалот и што значи за вас прилепските актери тој фестивал? Најсветото нешто. Едва и чекаш. Значи јас и колегите едва и чекаме да се видиме со останатите колеги. Значи пред се за нас како луѓе ни е многу битно прво да се види со тие што си бил на факултет цело време, што работиш. Потоа ќе гледаш представите, гледаш кој до кај, како сработил, што сработил, но пред се е дружбата после представите, да разговараш за представите и тоа. Имате можност да одите да ги гледате премиерите или представите воопшто на другите театри. Битола знам дека одите затоа што ви е многу блиско. Одиме често, но таква е нашата работа што секога се случува баш кога има премиера ние да имаме представа и обратно и да не можеме да појдеме и сега овие 3 години воопшто заради тоа што со короната се плашиш, не одиш, лимитирана публика и
но сепак се трудиме колку што може да појдеме, еве, дека најблиску ни е Битола, да следиме тие до кај се, што направиле, да дојдат и тие нас да не видат, да ги скудиме, да не искудат и тоа е. Се случувало некојаш да навиваш за некој актер да добие награда, па не добил, па ти било тешко затоа што си мислил дека е таа правата, или воопшто се случували таква неправда на фестивалот Војдан Чернодрински, каде што тој е најдобар актер, например, заради XY причини денеска не добива награда, до година кога не бил толку добар ќе добие, а таа година добил некој си кој што не бил добар за таа година. Сепак е фестивал. Прво, на самиот фестивал нели си има и жири комисија која што кажува кој ќе добие награда, и моите очи гледаат и многу поразлично од нивните очи. Да, некоја се случува и за нешто не толку спектакуларно, некој колега да добие награда, но сепак му се одолжиле заради тоа што пред 2-3 години не зел. Некогаш се случува и представи да земат за најдобра представа, но сепак тоа било политика или мора да се испише историја, затоа што да, јас ќе памтам 10, 20, 30, 40 години за некоја представа дека била лоша или дека била политички доделена наградата. Но по 100 години кога нас ќе нема, пишува во книгата дека некоја представа добила и ќе мислат дека тоа била најдобрата представа на сите времиња. При Лепскиот театар и вие глумците добивате многу често награди на Војдан Чернодрински, посебно за групна игра, или како ви гласи таа награда? На многу фестивали ја измислија таа награда. Награда нели за најдобар ансамбл или за најдобра актерска игра или не знам, затоа што не можеа да не одделат, а и функциониравме како часовник. Сега полека во годиниве се трудиме секој да има некој парче за да може да добие и друга награда. За да добие друга награда, или во различна представа некој да биде главна улога, за сепак да добиеме сите шанса. Денеска видовме дека дојдеа Велешани, неколку автобуси дојдеа на актери кои што ќе следат она што ќе се случува вечерва тука во Домот на културата Марко Цепенков, ќе биде отварањето на детскиот фестивал Силјан Штркот. Како е направено како идеја тоа вечерва да се случува? Зошто доаѓаат актериве од другиве градови? Па доаѓаат нели идејата е да ни ја представат нивната работа и плюс тоа да се видиме и да разговараме. Сепак идејата и на самиот фестивал Силјан Штркот е како предвестник на фестивалот Војдан Чернодрински. Нели се случува сега, за жал се случува 2 недели, ама се гледа да се случува 1 недела пред фестивалот Војдан Чернодрински. Со нетрпение очекуваме да почне вечерашната представа, а со нетрпение го очекуваме и Војдан Чернодрински да видиме што ќе бидат овие кулинарски игри оваа година околу самиот фестивал. Ти посакувам многу успеси да имаш, многу награди, нека почне да се редат и тие глумачки награди, секако ги заслужуваш и ги заслужувате вие актерите од Прилепски театар. Ти посакувам многу убави улоги, многу убави представи како што вообичаено ги имате на самиот репертоар, и посакувам да имате што можно почесто улоги, затоа што поентата е на глумецот да е на сцена и да го даде максимумот, а не една представа сега, па следниот месец малце пауза, па третиот месец да може. Обично Прилеп е хендикепиран во зимскиот период, затоа што грејењето е некој голем проблем, но март, април, мај, јуни нека терат и нека се множат. Ние имаме убава клима, септември, октомври слободно може да се работи, па прилепчани, одете гледајте представи во Прилепски театар, гледајте го Војдан Чернодрински, се гледаме наскоро. Фала ви. Фала ти.